Анета Таневски од Основното училиште Добре Јовановски од Прилеп е прогласена за најинклузивниот наставник во Македонија во рамки на тригодишниот проект Инклузија на деца со посебни образовни потреби на Сдруженијето Отворете ги прозорците и Детската фондација Песталоци. Таа веќе 4 години со огромна љубов, трпение, разбирање, посветеност и голема пожртвуваност работи со ученичката Ана Талеска со оштетен вид. Ана сега после 4 години е комплетно вклопена во образовниот процес. Но самиот процес на работа, на лице со оштетен вид и негово описменување и не било така лесна работа. Успеав сето да направам една симбиоза во оделението, да биде Ана прифатена и Ана да ги прифати другите ученици. Значи сето е тоа заедничко. Не може ако Ана ги прифаќа, учениците да не ја прифаќаат. Исто има голема поддршка од училиштето. Мислам, какви да ми требаја средства и ресурси, сите бевме вклучени. Од директор, од наставници, од технички персонал, од хаусмајстор, значи се што ми требаше за Ана, што мислев дека ми требаше за Ана, бидејќи немав никаква обука, прв пат се сретнував со таа проблематика, не знаевме како да работиме. Беше вистина период што буквално го работев со страв нештото и ми беше колку Ана ќе страв, дали Ана ќе напредува и дали Ана ќе се вклупи во моето оделение. Планина, поле, земјата црна. Планина. Што е? Име. Именка. Црна. Што е? Бој. Придавка. Браво, Санче, придавка. Светла точка представува моментот кога Ана преку проектот ја добива брајовата машина и можноста многу подлабоко да се впушти во совладувањето на целиот образовен процес. Ана е сега описменета на брајова машина, знае да чита и да пишува. И јас сум среќна и задоволна од тоа што е постигнат успехот во моето оделение и таа наградата што ја добив како инклузивен наставник, ја посветив и на конференцијата на моето оделение, бидејќи јас не можам да бидам наставник ако немам ученици. А учениците се тие што ја прават инклузијата, што го прават прифаќањето. Инклузијата не е нивото на образование, колку високо постигнале во образовниот процес постигнале децата, туку е дека му е мило да идат на училиште, сакаат да идат, да бидат среќни, да бидат радосни, да се прифаќаат еден со друг, да не се осудуваат. Но сепак наставничката Таневски потенцира дека институциите треба да дадат посоодветна поддршка при наставниот процес на ваквите лица. Затоа што сега самите наставници, без соодветна обука, се трудат да го извадат најдоброто од ваквите деца. Значи, како што учеше Ана, и јас ја учев бреовата азбука. И јас го учев бреовото писмо, бидејќи не го знаев, прв пат се сретнав со таа проблематика. И поддршката што ја добиваме како асистенти, и асистентите, и асистентот, јас досменив 3 асистенти на Ана се смени. Со напорот директорката остана асистентот да продолжи второ оделение до сега до 4-то. Инаку јас во прво оделение имав 3 асистенти што и се сменија на Ана. Асистентот треба да се навикне, асистентот да се научи на работата. Не е само да се научи асистентот, треба и децата да го прифатат асистентот. И кај Ана се јавуваше проблемот. Додека ја прифати, значи не можеме да прифатиме веднаш нештото да го прифатиме. Јас мислам дека асистентите што се образовните асистенти треба да имаат поддршка голема и да бидат обучени за тоа што работа со тоа дете, што работа со каква попреченост ја има детето. Ние целиот процес го осмислувавме, имавме комуникација со тифологот Ана, еднаш неделно оди во Битола на тифолог. Има комуникација со тифологот, поддршка ни даваше тифологот. Лани асистентката на своја драга Волја одеше да ги следи часовите со тифологот, за да знае како е методот на работа, за да можеме да постигнеме нешто кај Ана. Бидејќи ние останавме сами да ги осмислуваме работите како што ние мислевме дека е правилно.
Немавме никаква обука за конкретниот случај за дете со оштетен вид. Со Ана, како образовен асистент, веќе 3,5 години работи Јасмина Стојановска, која што е максимално посветена на растот и развојот на Ана во образовниот процес. Најголемите предизвици кога почнав да работам со Ана беа што кога се запознав со брајовата машина, прв пат се запознавме и не знаевме како треба со незе да се работи. Меѓутоа со посетите, со индивидуалните часови кои што ги посетува Ана во Битола, кај тифологот Теси Зизова од Битола во ресурсниот центар, несебично ми дозволи да учествувам, да присуствувам на тие часови, за да можам да го учам заедно со Ана и брајовото писмо. Како Ана ги учеше буквите со незиниот тифолог, така и јас исто ги учев буквите, за да можеме да даваме поддршка, да работиме на училиште за денеска со мала помош и со насочување. Ана пишува и чита. Што беше најтешко? Најтешко не беше ништо тешко, затоа што нештото го работиме сите заедно со многу љубов, со многу труд. Трудот кој што го вложувавме се исплати, моментално таја чита, пишува, така да не беше ништо тешко. Да имавме некои посебни потешкоти, немавме потешкоти. И таја треба да пишува, да чита и да се описмени, така да сиот труд и напор беше вложен за таја да може што посамостојно да чита и да пишува. Ана е максимално прифатена од сите ученици во класот, така што уште од најмали нозе, инклузијата за овие дечиња е составен дел од нивното секојдневие. Инклузивноста е нешто што е посебен белек или бренд за основното училиште Добро Јовановски од Прилеп, затоа што ова училиште во општина Прилеп е карактеристично по тоа што тука, за разлика од другите училишта, учат деца од различни етнички заедници и културни средини. Ние секојдневно, инклузивно работиме во нашето училиште. Во нашето училиште имаме поголем број на деца роми и деца нероми и ние секојдневно се вклучуваме и ги прифаќаме различностите на другите. Имаме ученици од дисфункционални семејства, од ранливи категории и ние ги прифаќаме сите ученици и работиме како едно. Ние сме, често сакам да кажам, едно мултикултурно множество, едно големо семејство, каде што сите заеднички, посветено, заедно целиот колектив, работиме на инклузијата еве до ден денес. И оваа награда за нашиот наставник Анета Танеска беше гордост на сите колеги. Анета е просветен работник со долгогодишно искуство, меѓутоа еве и таа се најде пред еден голем предизвик на самиот почеток со нашата ученичка, кога и беше доделен ученик со оштетен вид. Прво е чест да земиш едно такво дете, затоа што родителите ве избрале баш вие да скроите, бидејќи ние сме и на некој начин и кројачи на иднината на нашите ученици, да ја кроиме иднината на нашите ученици, на нашите деца. Ане беше на вистинскиот пат и беше добар кројач. Постави цврст темел на самиот почеток и еве денес имаме резултати, имаме описменета ученичка со атипичен развој, со оштетен вид. Јас верувам и знам кога јас се најдов пред таков предизвик и страв, верувам како и било на колешката, но никогаш не се поколеба, само идеше кај мене во канцеларијата и велеше: сега ова треба да го направиме за Ана, сега треба она да го направиме за Ана. Верувајте, немавме ништо. Буквално од тие ресурси кои што ги имавме во училиштето, хаус мајсторот заедно со наставничката правеа се што беше потребно, се до едној момент кога општина Прилеп склучимо меморандум за соработка со Отворете ги прозорците и пестолоци и ние бевме вклучени како училиште и тогаш започна нашата прва помош. Прво што побаравме беше нормално брајова машина за описменување на Ана, потоа добивме и наредната година добивме и смарт табла за
ученичката Ана, која што беше прилагодена према нејзините потреби, на која што заедно со наставничката работеа. Така да инклузијата за нас не е ништо ново, но ново е што ги имаме најинклузивниот наставник во Македонија, на што сме особено горди. Таневски, за крај и со една порака до сите нејзини колеги, родители и ученици. Пораката до сите наставници ми е дека треба да ја сакаме пред се работата, да ги сакаме децата, да му даваме љубов, да се однесуваме со љубов спрема нив. Тие тоа го учат, бидејќи се сега мали, го учат и можат да се постигнат успеси. Не е во различни скапи наставни средства или помагала, сето тоа, значи сето е да се разбираме и да се почитуваме помеѓу себе. Да се ги почитуваме различностите, од сите сме различни помеѓу себе. Ако ги почитуваме различностите, ќе имаме успех. Колку повеќе ги надминеме различностите помеѓу себе, во толку подобро општество во иднина ќе живееме.